Додоле, додола, додоле, перперуна, преперуга, перуница, дудулејка, дудулица, дудуле е битие од словенската митологија која представува божица на дождот, а се поврзува со врховниот бог на молњата Перун и е традиционален ритуал на Балканскиот полуостров, типичен во Македонија, Бугарија, Србија, Романија, Хрватска, Словенија и Германија како обредна практика која се изведува при големите суши за да се предизвика дожд. Додолските ритуали се обредни пагански игри поврзани со пролетта и летото, со чии магиски елементи требало да се предизвика дожд. Се одржувале од Великден до Спасовден, обично во четврток, ден кој според некои етнолози бил денот на громовникот Перун. Во играта учествуваат само девојки, најчесто млади девојчиња од 5 до 12 години, бидејќи обредните правила барале потполна невиност. Девојките, наречени додолчиња, оделе облечени во стара облека, најчесто испокината, на главата носеле венци од трева, папрат, жито и цвеќе и дабови и врбови гранчиња, а во рацете букети цвеќе со кои прскале вода по дворовите. Меѓу девојките, избраната главна додола се сооблекувала и врз себе фрлала цвеќе и трева. Главната додола морала да биде сираче, без татко и мајка, или родена после татковата смрт, со тоа што после незиното раѓање не смеело да се роди друго дете. Додолата играла пред секоја куќа, а останатите девојки, кои оделе поредени 2 по 2, пееле додолски песни. Обраќањето на додолките најчесто се однесувале на Бога, кому му била упатена молитвата. Додолица Бога моли: Ој додоле, мили Боже, дај ни Боже ситна роса, да нароси редом поле. Додола заедно со незините придружнички одела слободно од куќа по куќа. Кога ќе пристигнале пред некоја куќа, ритуалот започнувал така што главната додолка пеела стих по стих, а девојките во еден глас пееле: Ој Додо, ој Додоле. Во текот на пеењето, таа играла и се вртала во круг. По пеењето, домаќинот или домаќинката ги прскале девојките со вода и им дарувале брашно, волна, сланина, пари, но некогаш јајца, бидејќи се верувала дека тогаш би паѓал град. Некаде добиеното брашно го носеле кај вдовица, која правела бакрдан, кој го јаделе врз чинија свртена наопако, а од која претходно е истурена вода. Некаде вдовицата правела обреден леп, кој додолките го кршеле врз главата на главната додола. По завршување на обредот, со заедничкиот ручек на додолките, тие ги фрлале венците и букетите во река. Во некои краеви, додолките го изведувале обредот по нивите, а некаде се капеле во реката, пошто по завршниот обред оделе и во црква.